Македонија се соочува по втор пат, значи во својата современа историја, понова историја, со еден голем бран на бегалци. Ова е сериозна криза. Значи не е нешто што може да се занемари. Сериозна е како за оние кои што бегаат, ги напуштиле своите домови под закана на војна, но тука е на тест и нашата хуманост и нашата способност да можеме институционално да одговориме на овој предизвик. Она што досега го видовме е далеко од тоа дека можевме да се справиме на еден хуман и достоинствен начин. Видовме луѓе, односно беа прегазени, 30 луѓе ги изгубија веќе животите. Видовме дека се предмет на уцени, на измами, на кражби и така натаму. До она срамно сместување во центарот на Газибаба, каде што тие не знаат ни што е санитарен чвор, не знаат ни што е хигиена, каде што протестираат и ги подаваат рацете надвор, барајки слобода. Овој закон што денес го носиме, односно измени на законот, дава надеж, тоа е еден прв чекор кон поправање на ваквите состојби, но не е доволен. Не е доволен. Македонија не сме да ја зафаќаат фобични чувства дека ќе биде прелеан голем бран и дека таа на тој начин ќе биде загрозена. Меѓу другото, во овој закон се инсистира на евиденцијата, што е добро. Ние мораме да знаеме кој влегува и зошто влегува. Под името на бегалци може да влезат и елементи кои што се антидржавни. Се разбира дека државата има право да го контролира тој бран на тој начин. Но не смее да завлегува во фобија, плашејќи се до толку да тие луѓе ги третира како криминалци кои што влегуваат овдека да не загрозат. Таков беше до вчера третманот. Ние имаме сега и човек кој што заради оваа причина протестира со глад пред собранието. Ке ве подсетам дека самите македонци Егејската епопеја ја преживеа благодарение на еден куп земји кои што подадоа рака на егејските бегалци. Ние не знаеме што утре може да донесе нашето време, идно време и кој виор се може да не зафати. Затоа мораме до максимум да ги мобилизираме нашите институции да помогнат, да без големи последици овој бран помине, да луѓето добијат овде достоинствен човечки третман и една работа во целото донесување на овој закон ми е чудна. Мислам дека ваквиот закон бараше и заслужуваше регионален третман. Не може Македонија изолирано од своите соседи, а очигледно дека кризата се прелева и бранот се прелева од другите земји, како што и ние го прелеваме во друга земја. Мислам дека таквата работа мораше многу посериозно да се третира, да се има регионален пристап во решавањето на оваа криза, иначе повторно ќе понудиме само парцијални решенија. Значи би инсистирала на тоа да веднаш мимо овој закон се затвори оној центар во Газибаба и Македонија отвори прифатилишта кои што се барем достојни за едно кратко престојување на низината територија, бидејќи таа е на тоа обврзана, пазете, тоа не е некоја милост што покажува, таа потпишала еден куп конвенции, што на тоа ја тераат. Значи, институциите да си ги земат во своји раце работите и мимо овој закон, бидејќи не е доволно широк да го реши широкиот проблем кој што се создава на терен. И како утре Македонија би требала и регионално да седне, па ако треба да донесеме и уште едно дополнување на овој закон. Регионално да се реши во поширок контекст. Што се однесува до третманот на оваа криза, владата можеше и побрзо да донесе ваков закон, но пак за пофалба е тука собранието, кој што за еден единствен ден го истретира овој закон вака брзо со комисија и со двете седници по скратена поставка во еден единствен ден. Со тоа се создава можност на вистина да се зачекори барем во институционално решавање на оваа голема бегалска криза. Хуманоста и на граѓаните
и професионалноста на институциите мораат уште веднаш час поскоро да дојдат до израз и на овие луѓе на вистина да им се помогне. Ви благодарам. Благодарам и јас. Госпоја Бонева Силвана има реплика. Повелете. Благодарам, почитуван председателе, почитувана колешке. Република Македонија и не само регионот, туку и цела Европа е соочена со бран на бегалци, кои што како резултат на она што се случува во земјите на истокот бараат спас за своите животи и животите на своите семејства, поминуваат и низ Република Македонија, меѓутоа овој проблем не може да се гледа ниту како проблем на Република Македонија и како неспремност на институциите на Република Македонија да одговорат на ова прашање, нити пак регионално, затоа што првин како земја која што е на таа рута, меѓутоа ние сме земја која што граничи со земјата членка на Европската Унија, од која што ни доаѓаат овие бегалци, а тоа е Република Грција. Беше кажано од страна на министерот дека по однос на ова прашање нема никаква соработка. И гледаме дека бранот на бегалци доаѓаат на територијата на Република Македонија. Рековте дека не е доволен овој чекор што се прави со законот. Јас мислам дека имајќи ги во вид ригорозните конвенции за постапката за азил, Република Македонија прави огромен исчекор и со тоа се решават две крупни прашања, а тоа е безбедноста на бегалците на територијата на Република Македонија од криминалните групи и криминалните мрежи, кои што на предмет нивен на атак беа мигрантите, беа напаѓани од нивна страна, им беа земани парите и имавме можност да слушнеме многу истории и на телевизија, меѓутоа сите ние кои што патуваме секој ден ги гледаме овие луѓе со нивните маки, ги гледаме и децата и жените постојано како се мачат и кога ќе паднеше вечерта, тие излегуваа буквално од секој жбун и одеа по автопатот за да можат да стигнат до границата со Косово или со Република Србија. Сите ние имаме обврска да работиме, да создадеме услови, да ја браниме пред се сопствената земја, меѓутоа сега бегалците се сигурни од криминалните групи, сега има хуман аспект, се знае кој влегува во земјата, може да бидат пријавени, може да бидат сместени и ќе има контрола над овие луѓе, ќе можат да користат превоз и на тој начин Република Македонија прави огромен исчекор во однос на сите други земји и оние земји кои што овие денови зборуваат за ставање на високи огради за да не можат да ја преминат нивната територија. Благодарам. Господја Грчева Солза има контрреплика. Почитувана колешке, тоа е се така и апсолутно неколку пати кажав дека законот е еден позитивен исчекор да се институционализира проблемот со бегалците. Значи, не е проблемот во законот. Оно што го кажав е дека мораат и сите институции и кои што не се врзани конкретно со овој закон да покажат својата професионалност и хуманост во згрижување на бегалците. Не е, значи, не се решава се со овој закон. Второ, рековте, граничиме со членка на Европска Унија, па оттаму ли се прелева проблемот за кој што ние не сме надлежни. Секаде каде што води оваа рута, државите имаат проблем, се знае дека е тоа така. Но, она што го сугерирав е, без разлика дека дали е некој членка или не на Европската Унија, тоа се наши соседни земји. И мислам дека ова прашање треба да има регионален пристап. Како утре Србија може да не направи проблем, затоа што во рок од 3 дена ги спраќаме сите на незината граница. Господин Муковски Крсто има реплика. Повелете. Благодарам, председателе. Почитувана колешка, јас се согласувам со еден дел од вашата дискусија, меѓутоа со еден дел не се согласувам и од тие причини за да не создадеме лажна перцепција кај граѓаните на
на нашата држава, сакам да ви реплицирам. Значи, генерално се согласувам дека треба да опоздравиме овој закон без разлика на партиска или етничка припадност, пред се од хумани причини, бидејќи луѓето бегаат од мака, не бегаат од тоа што им е кејф или сакаат да се движат низ Европа, и тука се согласуваме. Второ, се согласувам дека собранието многу ефикасно делуваше и буквално во еден ден ги пројде сите процедури и го носиме овој закон. Меѓутоа не се согласувам со неколку други работи кои што, ќе повторам пак, може да создадат лош печаток за државата кај граѓаните. Прво, вака фактографски ќе набројам, бидејќи толку е времето во репликата. Прво, ја спомнавте бегалската криза на нашите сограѓани од Егејска Македонија. Значи, тоа е многу поразлично од ова. Тие луѓе прво доаѓаа во матична држава, ова е веќе друг вид на миграција на луѓето. Тие се движат, значи, надвор од својата држава во непознат правец. Втора работа, викате дека државата не создала доволно услови за да ги третира овие луѓе. Па, прво носиме еден закон кој што многу малку земји го има донесено во делот на хумано третирање на овие граѓани. Второ, се надевам дека следите по медиумите што се случува со другите земји, особено оние што се членки на Европската Унија и на НАТО. Дел од нив, како Република Грција, си ги пропушта онака без било како да ги третира и замижува на тоа. Да е поголем проблемот, председател на Миграционата комисија во Европската Унија е токму државјанин на Република Грција. Гледате деновиве што им се случува на сириската граница со Турција, за жал под закана со оружје ги враќаат назад бегалците. Вчера и завчера имавме прилика да видиме што им се случуваше во Италија и така натаму, и се разбира тоа не е за одобрување. Меѓутоа Република Македонија со оглед на своите ресурси и капацитети, мислам дека и со носењето на овој закон, мислам дека покажува доволно грижа за овие бегалци. Дополнително една Република Унгарија, која што е членка на Европската Унија, се заканува дека ќе подигнува 4-метарски зид. Последната изјава ја гледав од премиерот Вучиќ од Србија, и србите на некој начин викаат дека е можно да ја затворат границата. Од тие причини мислам дека не е добро како граѓани на Република Македонија кај нашите сограѓани да создаваме впечаток дека државата не се грижи доволно за овие луѓе. Треба реално да согледаме и можностите и капацитетите кои што ги има Република Македонија. Благодарам. Благодарам, господја Грчева. Соуза има контрреплика. Имам сосема куса време да ви одговорам, затоа нема да можам се што сакам да ви одговорам, но ќе ве потсетам за егејската криза. Воопшто не мислев на тоа што си дошле во матична земја. Како што знаете, со години луѓето беа раселени во Ташкент, во Полска, во Чешка. Значи, имаше земји, европски, азиски, кои што прима огромни бранови на егејци наши, македонци од Егејска Македонија. И ја не знам, ако бил таков третманот, да таму ценат дали зидови да кренат или да не знам што да направат од нив, да се оградат, не знам дали тие ќе се собереа воопшто еден ден во матичната земја, пошто и политика да кроја. Така да не е тоа така како што го велите вие. А второ, се сложите со се што реков дека е позитивно, а се оградувате што не ми јасно што. Најмала критика, значи дека требаше побрзо, поефикасно да се справи земјата, и бујрум нека не се однесува аутистички, нека седни и со Србија и со Грција, нека ги договори начините на премин на овие државјани. Тие не можат бегалците по ливади да седат. Отидете кај Табановци да видите на што личи. Цели ливади полни со голи боси луѓе. Господинот Василевски Сашо има збор. Повелете. Благодарам, почитуван председател, почитувани пратеници, почитувани представници од ресорното Министерство за внатрешни работи, министер Чавков. Ја поздравувам иницијативата на владата на Република Македонија да донесе еден ваков закон за изменување и дополнување закон за азил и привремена заштита по скратена постапка. На почетокот на собраниската седница министерот Чавков експлицитно објаснуваше што се содржи овој предлог закон за изменување и дополнување. Не би сакал да се повторувам, но не би сакал и да навлегувам во споредба во тоа како биле екзодусите на егејските македонци. Ова се работи за една сериозна хуманитарна криза.
не е од наш домашен карактер со кој Македонија се соочува како кревка економија и нова демократија, не е ни регионален проблем, ова е повеќе од глобален проблем, затоа што гледате што се случува во однос на овие емигранти кои притискаат на границите на Европа како да се пробијат за подобар и побезбеден живот. Започнувајќи од турската граница, каде што има преку 260.000 луѓе кои чекаат да влезат, на десетици и десетици илјади луѓе кои поминуваат не пред месец дена, не денес, не утре, туку овај проблем е веќе присутен 2-3 години по нашите патишта, може би задниве месеци, благодарејќи на медиумите, на јавноста, се отворија овие прашања. Имавме немили случаеви на загинување на несреќи на овие емигранти и затоа кажувам дека нема идеални решенија, идеални закони, особено што се однесуваат на едно сериозно решение, еден предизвик кој сака да го реши ова прашање за оваа невидена хуманитарна криза. Сведоци сме дека напредни демократи, како што е во Австралија, пред некој ден гледавме на телевизија, дека им плаќа на тие кои шверцуваат емигранти да ги вратат на местото од каде тргнале, или членка на Европската Унија објавува дека ќе изгради зид, или Италија ги пречекува бродовите со оружје. Значи се работи за еден проблем кој и Европската Унија се уште нема идеално решение. Сметам дека се работи за добар предлог на закон. Јас како пратеник го поддржувам и го поздравувам и работењето на Собранието и председателот што успеа за многу кратко време овој предлог на закон кој го достави владата на Република Македонија да го стави за еден ден во собраниска процедура. Ви благодарам. И јас ви благодарам. Господе Топузова, Каревска Роза има збор. Повелете. Благодарам, почитуван председателе, почитуван министер за внатрешни работи. Еве јас да продолжам кај што застана колегата и да се само пофалиме, се разбира и председателот во таа насока, дека за еден ден се носи еден вака сериозен закон. Навистина, јас сметам дека ова е еден позитивен исчекор, носењето на овој закон, но исто така сметам дека е задоцнет чекор. Требаше да поминат толку многу месеци и да бидеме сведоци на се она што се случуваше во Република Македонија, на нашите патишта и на нашите пруги. Јас не би рекла дека бегалската криза е нешто дека Македонија е изолирана во се соочува со еден изолиран проблем на бегалската криза. Напротив, ова е нешто кое што е навистина на глобално ниво и се засегнати голем број на држави. И може би токму од тука е и она што го кажа колешката Солза Грчева, дека на овај проблем требаше и така да му се пристапи. Малку на поглобално ниво, особено во некаква соработка со нашите соседни земји, затоа што сакале или не, ние сепак сме упатени едни на други, поготово во решавање на овај проблем. Но понатаму, зошто сметам дека е закаснето? Навистина, оваа криза трае веќе со месеци. Бегалската криза. Со месеци на нашите автопатишта ги среќаваме овие луѓе, порано како пешки, со цели семејства, со малолетни дечиња во рацете, се упатуваат од граничниот премин на Гевгелија до граничниот премин на Табановце. Исто така, сега, во поново време, тие пак со велосипеди ја поминуваат нашата земја, а покрај нив е на цела група на пешаци. Тие, така речи, скоро ја зафаќаат целата лента лента од автопатот. Значи се движат не по сподени патишта, туку директно на автопат. Дали некој до сега интервенирал да тие луѓе се симнат од автопатот? Не само што тие можат да бидат жртви
од некои возачи, туку секако дека можат да настрадаат и оние кои што со автомобил би налетале не сакајки на нив, затоа што после секоја кривина им се заканува да наидат на некоја група која што буквално пешачи на целата десна лента на автопатот. Исто така, да не зборуваме за трагедиите кои што се случија. Тоа не се немили настани, само во еден момент на железничката пруга да загинат 14 луѓе. Тоа не е немил настан, тоа е трагедија. Тоа се 14 изгубени животи. Да, тие луѓе избегале од своите матични земји, поминуваат низен на Голгота, поминуваат тежок пат, но нашата држава, како е должна барем минимум услови да им пружи за тие безбедно да го поминат патот. И затоа велам дека е добар овој закон, особено решението каде што им се дава можност 72 часа да поминат легално во нашата земја, односно да можат да ја пропатуваат земјата со превозно средство. Инаку, почитувани колеги пратеници, не само што не им се пружаја некои услови или поддршка на овие луѓе кои што навистина им беше потребна таа поддршка, туку напротив, како што слушнавте, беа и предмет на несовесни луѓе, на кратци, кои што и она малку што го имаат заработено во животот и го носеа со себе, се со една единствена цел, да стигнат до саканата дестинација и да можат таму да си обезбедат екзистенција, им беше одземано. И тие луѓе беа оставени без минимум средства да го продолжат тој пат на Голготата. Затоа велам дека е задоцнет овај предлог и требаше малку порано Република Македонија да размислува и да донесе ваков закон. Ние не може да кажеме ако некоја соседна земја дека дигат зидови и тоа дека е добро, тоа зборува за демократијата во таа земја, односно за недемократијата. Јас на вистина не сакам мојата земја да ја споредувам со некои полоши од нас. Напротив, мене мерило и критериум ми се оние земји кои што се подобри, кои што повеќе ги почитуваат демократските принципи и имаат поголемо чувство на хуманост. Ако тргнеме во насока на тоа што друго нуди овај закон за азил, можам да кажам дека другите одредби не се менуваат. Република Македонија и пред тоа имаше закон за азил и тука не гледам некоја голема промена и затоа велам дека ако само ова што е позитивно законско решение за еден хуман однос во првите 72 часа, кое што многу ќе им помогне на овие луѓе, требаше да се измени, владата имаше време многу порано да го направи ова. Не бараше некои преголеми анализи, па како тоа ќе влијае, што тогаш ќе се случи, колку тоа ќе се одрази на Република Македонија, врз буџетските импликации и така натаму. Напротив, ако видиме, и самата држава ќе се заштити на овај начин, затоа што тие луѓе ќе бидат евидентирани, тие нема да бидат илегално влезени. Меѓу нив сигурно дека има, макар можеби и поединци, тоа не е случај, тоа се поедини случаи, тоа не е значи правило дека тие се со не знам какви криминални досие, но не е чудно дека има и такви. Кога ќе имаме евиденција и самата држава ќе биде заштитена, а ќе бидат заштитени и граѓаните на Република Македонија. Затоа што имавме и обратни, за среќа изолирани и поединечни случаи, но и овие, некои од овие, некои поединци да покажат агресивно однесување во нашата земја или да нанесат материјална штета. Но сепак, иако реков е задоцнет чекор, мислам дека е донесен во последен момент, затоа што, како што сме информирани, допрва и се заканува голем бегалски бран на Република Македонија, 260.000 чекаат само на турската граница, од тие 260, најмалку 200.000 ќе транзитираат низ Македонија и секако дека не само што тие ќе беа изложени на нехуманите односи кои што до сега ги имаја во Македонија, туку напротив реков дека меѓу тие 200.000 секако дека ќе се најдеше некој кој што ќе ја донесеше
во прашање ќе загрозеше и безбедноста на нашата земја и нашите граѓани. Благодарам. Благодарам, господин Чибишев. Андон има реплика. Повелете. Благодарам, господине председателе, почитуван министер за внатрешни работи, почитувани представници на медиумите, дами и господа пратеници. Навистина не очекува волку дискусија околу овој закон. Мислам дека почитуваниот министер за внатрешни работи одлично го образложи законот и јас ќе дадам целосна подршка на овој закон. Секако дека сите ние сочувствуваме со овие луѓе кои што ги напуштале родните огништа и тргнале во непознато. И мислам дека Република Македонија и незините граѓани, без разлика на верска или етничка припадност, покажаа висок степен на хуманост и се обидоа на овие граѓани од Блискиот Исток, кои што доаѓаат од Блискиот Исток, на некаков начин да им помогнат. Јас секако ќе го поддржам овој закон, меѓутоа би сакал и уште нешто да кажам, а тоа е дека немаше потреба со дневно политички дискусии и критики на владата да се обидеме да тука ќаруваме некакви ефтини политички поени, со тоа дека еве владата досега ништо не направи, еве сега доцна прави, па прави под притисок и не знам што, и делот во кој што се прави обид екзодусот на македонците од Егејска Македонија да се поистовети со екзодусот на овие луѓе. Значи тоа покажува дека тие што тоа го кажуваат, покажуваат еклатантно непознавање на македонската историја во делот на екзодусот на егејските македонци. Значи нема никаква врска екзодусот на македонците од Егејска Македонија со овој екзодус на граѓани од Блискиот Исток, од Сирија, и не знам од Авганистан и од каде не доаѓа. Значи егејските македонци ги напуштаат своите огништа на поинаков начин и ве молам, такви обиди имаше и во медиумите да се направи некаква споредба на тој екзодус и овој екзодус, и мислам дека тоа е недозволиво, затоа што никаква врска немаат тие два екзодуса помеѓу себе, и мислам дека е контрапродуктивно воопшто тоа да се споменува и да се дискутира околу тоа. Благодарам. Господе Топузова, Каревска Роза има контрреплика. Повелете. Благодарам. Почитуван колега, за екзодусот на македонците од Беломорска Македонија има многу да се дебатира, но тоа е предмет на друга дебата и можеби историско-научни дебати. Не знам зошто не гледате дека нема потребно од дебата. Така ја почнавте вашата реплика. Напротив, собранието е за тоа да се дебатира. Ова е сериозен проблем и за него треба да проговориме. Кога имаме проблем, само преку дебата можат да се решаваат проблемите. Или можеби и вие сте од тие што мислите дека преку улица треба да ги решаваме проблемите. Затоа е собранието, она што е добро да кажеме дека е добро, она што е закаснето отворено да кажеме дека е задоцнето, да си го кажеме нашето мислење, за во иднина да не се доцне, да се оди во пресрет на решавање на проблемите, за да не доаѓаме во ситуација повторно, како што беше онаа 14 луѓе да загинат на пругата. Благодарам. Би сакал на почеток да израза мало незадоволство од аспект дека сепак провејува чувството дека наместо да застанеме сите од иста страна и да го покажеме и хуманиот карактер на нашата држава и на нашите луѓе, но и функционирањето на нашата држава квалитативно подобро од многу други држави кои што се соочуваат со истиот проблем, ние сепак еве и во оваа прилика ја користиме за да се напаѓаме на дневно политичка основа, што ја руши довербата дека за истата тема и со истиот пристап дебатираме. Втора работа, би сакал да изразам огромна благодарност и почит спрема многуте позитивни примери по течението на реката Вардар или по коридорот 10 на многу луѓе, многу продавачи на бензинските пумпи, многу таксисти, многу фамилии, посебно во мојот град, кои што ги знам и лично, кои што своите куќи ги претворија во прифатни центри и кои што покажаа дека ние сме хумани луѓе. Но во исто време, дозволете ми да направам споредба дека тие луѓе не се гласни, а помагаат. А оние кои што се гласни, во сите овие денови уназад не ги видовме да помагаат. И затоа не смееме да се доведеме како општество да
ставаме под прашање хуманиот карактер. Извинете, сите прескокнуваме, но пред 10-15 години Македонија се соочуваше со 100 пати, 1000 пати поголема хуманитарна криза на нашите граници и Република Македонија и граѓаните на Република Македонија пред се покажаа најголем капацитет и најголема спремност да помогнат на наш сосед. Слушам, се споредуваме со егејското прашање. Не е прифатливо. Сакаме да избегнеме, но не можеме да избегнеме да кажеме дека кога македонците бегаа од Беломорска Македонија, границите на тогашна Македонија беа затворени. Ниту еден бежанец од егејска Македонија не дојде директно во Македонија. Прво одеа во Албанија и во Бугарија, па оттаму доаѓаа во Македонија. Што е точно. Македонските граници тогаш беа затворени, денеска не се затворени. Како што се затвараат туѓи граници на држави членки на Европската унија и на членки на НАТО пактот. Со жици, со ѕидови, со оружје. Извинете, но Република Македонија не организираше фабрикуван превоз низ својата територија за да ги отстрани овие луѓе ден побрзо. Република Македонија не затвори граница за да не им дозволи на овие луѓе да поминат. Во Република Македонија имаше досега 8 евидентирани насилства спрема овие луѓе и сите се санкционирани од страна на Министерството за внатрешни работи, поведени се кривични постапки и е регулирано. Системот не дозволува на луѓето да им се прави тоа што слушаме дека им се прави. Да, се прави. Има и добри и лоши луѓе. Има луѓе кои што прават криминал и во мирно време и во лошо време, и спрема мигранти и спрема обични луѓе. Влегуваат по станови, напаѓаат и тоа е секаде така во светот. Во која држава нема криминал? Во која држава нема препродавање? Зошто ние македонците или ние албанците или ние турците или власите или србите сами себе да се представуваме дека сме најлоши во светот? Кога не е така. Не сакам да дозволиме сами да си го погазуваме карактерот кој што важи за нас. Може би можело повеќе да се направи, но нашите капацитети како држава се ограничени. Не за помошта која што сега може би требало да се даде, туку за предпоставката на што се можеме да се соочиме. Кој може да каже во овој момент дека ова е пикот на проблемот? Дека ова е најголемиот карактер на проблемот? Дека ова е најголемата димензија на проблемот? Кога минатата недела во Турција влегоа 250.000 луѓе, со сите тие жици и стубови и контроли, и армии 10 различни. Кој може да каже дека по 2 недели Македонија нема да се соочи со 40.000 мигранти дневно? Треба ли ние да размислуваме и за тие перспективи? Треба ли нашиот систем да биде поставен за да може да го предпостави и тоа? Затоа наискрено ве молам, сите кои што имаат забелешки како функционира државата, имајте во предвид дека Република Македонија е потписник на многу меѓународни конвенции кои што ја регулираат оваа проблематика. Имајте во предвид дека Македонија е рангирана како една од подобро стоечките држави кога станува збор за овие прашања, што е признат факт од страна на Стейт департментот во сите оние годишни извештаи. Имајте во предвид дека овој проблем ќе станува се поголем и се поголем. Немојте да се турираме таму каде што не можеме да отидеме. Во моменти кога Европската унија не успела меѓу себе да се договори како да го регулира ова прашање, кога има држави полни со фрустрации и со право, една Италија е бафер зона и го прифаќа целиот терет на себе. Немојте на почеток на една цела сезона во која што допрва ќе го гледаме овој проблем, да се трошиме во меѓусебни пресметки. Ако не дај Боже се зголеми овој проблем, теретот ќе го чувствуваме сите, цела држава, буџетот на државата, можностите, капацитетите. Извинете, но никој не може да ми негира дека во мојот град нема десетици и десетици примери на добри луѓе. Дека во мојот град болницата е постојано отворена за овие луѓе. Десетици и десетици мигранти кои што побарале помош од медицинскиот кадар им е овозможено.
и се третирани без ниту еден денар да им биде наплатен. Без ниту еден денар да им биде наплатен. Доктори остануваа надвор од работно време за да помагаат на овие бегалци. Знам многу луѓе кои што запираат додека возат за да подадат едно шише вода што го носат со себе. Затоа, ќе завршам тука дискусијата, не сакам дополнителни проблеми да направам од целата дебата, но не сакам ни да дозволам нашите луѓе и нашата држава да бидат представени така како што не заслужуваат. Благодарам. Благодарам. Господи Грчева Солзи има реплика. Повелете. Колега Димовски, никој не ја спори традиционално, да речам, хуманиот пристап на луѓето од Македонија. Тоа се луѓе кои што знаат да помогнат и сакат да помогнат во секоја прилика. За такви луѓе и читавме точно и од вашиот град и на други места се разбира дека им помагаат колку што можат. Но овде не достигаше промтен институционален одговор. За тоа станува збор. И како што сами рековте, ова не верувам ни јас дека е пикот на бранот. Веројатно ќе следува и поголем од сознанијата за тоа колку луѓе се спремаат да зачекорат наваму. Значи Македонија со само задоволство што направила, нема да успее да се справи со овој бран. Ке мора добро да се зафати со работа, институциите да најдат соодветен одговор, што нема, пасите, да биде ниту на штета на бегалците, но ниту на штета па на државата. Во тој смисол мислам дека можеше и требаше да се направи многу повеќе. Со она што го рече колегата Талат, апсолутно не би се сложила дека Македонија има тука фрустрации во приемот на бегалците поради тоа што биле во верски војни и дека фактички сме исламофоби, тоа не би се сложила. Јас не би рекла дека станува збор за таква една селекција. Јас искрено само би одговорила на сите, гледајќи како Македонија се справува деновиве со бегалската криза, пред донесување на овој прв чекор, што е значаен, не би сакала да бидам бегалец во Република Македонија. Повеќе во Италија би сакала да бидам бегалец. Апсолутно. Господин Димовски Илија има контрареплика. Значи, видите, покрај тоа што тек тук читаме за луѓе што им помагаат, многу почесто читаме пумпање на приказки како требало да им се помогне. Си читавме еден куп на експерти, аналитичари и не знам какви невладени организации како критикуваат, ама не видовме никој да дојде, со исклучок на еден човек од Скопски чаир, да не му го злоупотребувам името, почитувам тоа што го направи, не видовме никој да дојде во Велес и да помогне. Прва работа. Втора работа, државата има врзани раце. Зашто ако претера со помагањето, знаете какви санкции може да најде. Не смее државата да прави све што медиумите сакаат да создадат. И трета работа, не го слушнав господинот Джафери, но знам дека колку што има муслимани во луѓето што бегаат, толку има и христијани. Заради тоа што Сирија и Либан се такви држави со мешан религиски карактер. Навистина не знам од каде дошла таа дебата. Врз основа на член 156 став 2 од деловникот на собранието, за седницата на собранието не се поднесени амандмани на дополнетиот предлог на закон. Поради тоа што собранието не усвои ни еден амандман на дополнетиот предлог, врз основа на член 162 од деловникот на собранието, преминуваме на гласање по предлогот на закон во целина. Предлогот на закон во целина го ставам на гласање, ве повикувам да гласам. Вкупно гласа 69 пратеници, од нив за предлогот на закон гласа сите 69, воздржани нема, против нема. Констатирам дека собранието го донесе законот за изменување и дополнување на закон за азил и привремена заштита. Бидејќи дневниот ред е исцрпен, констатирам дека 56-та седница на собранието на Република Македонија е завршена. Благодарам.